оваа година почнавме уште од јануари месец. Од цимнување на прачките, па сите операции до сега. Како се викате? Ленча. Ленче, заработивте ли една плата месечно од работата кај Златко? Да, се заработува, али може и уште подобра. Али сега не е за критика, мислам, газдата, но толку се условите, цената на грозието, што е премногу ниска. Ако цената на грозието биде посолидна, така да и он ќе даде уште повисока дневница. Која операција ви е најтешка вам лично? Па да ти кажам, не осеќаме тежина. Нас ни е се исто работењето. Не сме оптеретени од газдата, не остава, ние си ја знаеме работата, си работиме, иди времето, не зима. Тоа е од негова страна и од наша страна. Се разбирате вака стручно некој што да подкршите, што да не подкршите така натаму? Па се разбираме. Колку години обавувате ова работа? Ами, јас уште како дете сум израстена во лозарство. Мојот татко имал уште на времето 30 декара лозија. Има ли почитување Златко кон вас? Има, за тоа имаме разбирачка, кога нема, значи, инвестиции пуштено, го сваќаме и ние... Кога не сте добри за здравјето, не вете Има разбирачка, например, еве, некој ден многу помалце ќе изработиш, имаме разбирање. Нема такви, значи, некој работи да речи зошто денеска толку малце сте изработиле. Затоа немаме спорови. Тешка ли е бербата на грозието? Да ви кажам право, потешка е бербата на грозие. Потешка е. Таму и се крева и треба да се однесе. Да. Потешка е бербата. Да се пази да не падне некој надолу. Ворете за тоа потешка, ама да ви кажам право, до некаде ти викам, поради ниската цена на грозието, не може да биде повисока дневница. Еве, лозари, не прашувам вас, ќе ве прашувам како обработуваш на лозите. Која е таа реална цена за белите, односно црните сорти? По мое мислење, цена на грозие, рачунајте уште пред колку години беше 12 денари смедеревката, а сега е 10 денара. Значи уназад. А цената на аргатите е многу повисока. Не само цената на аргатите, и обработката, горивата. Цената на препаратите? Да, сето е покачено, а цената е многу. Ја мислам, по мое мислење, на цената на грозието испод 20 денари да не биде пониска. Ако пак споредиме со вино, колку е еден литар? Да. Па виното е многу колку испаѓа 1 кило вино од овие? Од 150 денари нема? Нема. А друга работа ќе ви кажам. Например, еве од овие високосортните сорти што се. Шардонето, тие сорти. 10 денари кило грози. Па дури и 15. А од 1 декар ќе набери 1000 кила. Кај му се трошковите, он не може ни трошковите да ги покрие со тие пари. Да збориме најотворено, ни трошковите. И плюс тоа, последна година ќе му ги дадат парите, тоа не е 10 денари, тоа 8 е више. Убав работен ден да имате, ви посакувам многу здравје. Фала и на вас, исто се најубаво.